Добра вечер. Вие сте на програмата на Телевизија Плюс, а ова е дневникот. Да ги видиме најпрвин кратките најави, останете со нас. Реализирана акција Артефакт на Табановце. Субвенции за уредување дворни површини околу згради. Фондацијата за култура годинава со над 40 активности. Во заедничка акција на македонската полиција заедно со нивните колеги од регионот на граничниот премин Табановце се реализираше акција насловена Артефакт. Целта е да се спречи трговијата, но и да се придонесе за поуспешна соработка. Над 1100 парчиња монети со археолошка вредност, поголема сума пари, конфискувани 3 украдени возила и откриени 2 случаи на обид за криумчарење мигранти се резултатите по заедничката акција Артефакт на македонската полиција и нивните колеги од регионот. Во акцијата која се реализираше на граничниот премин Табановце учествуваа полициски припадници од Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Албанија и Босна и Херцеговина. Целта е да се унапредат оперативните капацитети на земјите, да се подобри регионалната соработка, но и да се спречи трговија со културни добра. Заедно во соработка со проектот за сузбивање на сериозен криминал на Западен Балкан ИПА 2019 и програмата за гранична безбедност на ДИКАВ организира активност на граничниот премин Табановце и долж границата со Република Србија. При овие активности од македонски државјанин запленете се 1120 монети со археолошка вредност, од турски државјанин запленета е поголема сума на пари, исто така конфискувани се 3 украдени возила и спречени 2 обида за криумчарење на мигранти. Се разбира, при изведувањето на оваа акција користена е специјализирана опрема, а се разбира најповолно е искуството кое што полициските службеници ќе го користат во натамошната работа. Во акцијата заеднички учествуваа припадници на граничната полиција, цариниците и криминалистичкиот одел. Со ДИКАВ радимо во заедничка операција на Балкану веќе од 2012 и сврха тих операција увек било унапреđење оперативних капацитета земја и унапреđење регионалне сарадње. И операција Артефакт која се десила сад овih дана е била прва овог типа, единствена прилика да се службеници гранична полиција, царине и криминалистичка полиција да унапреде своје знања у препознавању и спречавању тргување културним добрима, феномен кој не само да узима од идентитет на државе и нација, него е везан и са неким другим озбилним обликама организована криминала кои утечу на наша безбедност и на наш начин живота. Причам о тероризму, прање новца, криумчарење луѓе, криумчарење дрога и оружје. И због тога е веома добро да смо могли да урадиме таа операција и драго ми е што смо могли заедно у оквиру проеката сузбијање озбилnog криминалитета на Западном Балкану, заедно со партнерством од ГИС и осталим партнерима во конзорцијуму, па заедно со службама Северна Македонија урадити ову операција. И сигурен сам да ќе се сва ова знања, познанства и све што се користи, што е било израđено током ове операција држати и в будучности. Акцијата Артефакт е во рамки на програмата за гранична безбедност и проектот за борба против сериозен криминал во Западен Балкан ИПА 2019. СВР Куманово информира дека вчера во 16 часот било пријавено дека во земјоделска аптека на улицата Доне Божинов едно лице со употреба на сила над вработената одзело пари од прометот. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Советот на општина Куманово утре ќе одржи редовна седница на која на дневен ред ќе се најдат 16 точки. Советниците ќе расправаат и одлучуваат по предлог програмата за одржување на јавна чистота и одржување јавни сообраќајници, програми и извештаи од областа на спортот и културата.
На седницата ќе се дискутира и за предлог одлуката за субвенционирање на линиски превоз на патници за линии утврдени со спогодба за утврдување на заедничко организирање на извршување на линиски превоз на патници помеѓу општина Куманово и општина Стара Нагоричане, како и за предлог одлуката за субвенционирање на семејства кои имаат запишано ученик во прво деление во учебната 2023-2024 година во основните општински училишта. Советниците ќе расправаат и за предлог измените и дополнувањата на буџетот на општина Куманово за годинава. Седницата директно може да се следи на програмата на Телевизија Плюс со почеток во 10 часот. Општината ги повикува сите заинтересирани правни субјекти да достават барања за користење на средства за уредување дворни површини и просторот околу станбените згради. Средствата што ќе ги надоместува општина Куманово се во вредност од 80% од вкупната инвестиција, но не повеќе од 80.000 денари по барање. Општина Куманово ќе додели субвенции на колективните станбени згради за уредување на дворните површини. Општината ги повикува сите заинтересирани правни субјекти да достават барања за користење на средства за уредување на дворни површини и просторот околу станбените згради, се до исцрпување на буџетот за таа намена, но не подоцна од 30 ноември годинава. Совет на општина Куманово изгласа програма од комунални работи за уредување на дворни површини во станбени објекти. Се надевам, оделени се 400.000 денари. Мислам дека проектот трае до крајот на годината, значи не мора во некој кус временски период да се подготват документите, напротив, има период во текот на целата година да се подготват, да се покаже интерес од страна на станарите, од страна на домарот што располага со тој станбен комплекс и да дојдат да поднесат документи. Од документи знам дека треба имотен лист на зградата, треба елаборат, што мислам дека може секој еден проектант да го направи, во кој ќе се стави предмет пресметка, што отприлика планираат станарите, каква им е нивната замисла да го средат нивното дворно место. Средствата што ги надоместува општина Куманово се во вредност од 80% од вкупната инвестиција, но не повеќе од 80.000 денари по доставено барање од предвидените средства за уредување на дворните површини на колективните станбени згради. Услов за учество во јавниот повик е купувачот да нема искористена субвенција за истата намена од било кој извор во земјава. Право на учество на овој јавен повик имаат станбени згради управувани од лиценцирани станбени управители и регистрирани заедници на сопственици преку управител на станбена зграда или председател на заедница на сопственици во општина Куманово, кои имаат поднесена комплетна документација и ќе поднесат образец за барање за искористување на правото за надоместок. Бевме сведоци дека на октомвриска и повеќе комплекси се бунеа дека нивните дворни површини не се средуваат од страна на и чистота и зеленило и од страна на општината, меѓутоа еве шанса со 80.000 денари една станбена зграда да биде уредена како што замислуваат станарите. Што треба станарите да направат? Тоа се 80% од предвидени средства кои треба да бидат вложени. Што значи дека една зграда ако има 20 домаќинства, треба по плюс 1.000 денари да додаде во таа една пресметка и да може да имат бенефит, односно општината им помага со 80.000 денари за средување на дворното место. На јавниот повик немаат право на учество правни субјекти кои имаат веќе остварено право на користење субвенции за уредување на дворната површина, како и сопствениците на станбени објекти кои се уште се во фаза на изградба. Барањето може да се подигне во архива на општина Куманово или да се обезбеди од интернет страницата на општината. Барателот барањето заедно со потребната документација треба да го достави во затворен плик до општина Куманово, улица 11 октомври безброј, во архивата на општина Куманово секој работен ден од 9 до 15 часот. Во општина Куманово денеска беше потпишан меморандум за соработка помеѓу општината и Сдруженијето за асистивна технологија Отворете ги прозорците Скопје во рамки на проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби, поддржан од Детската фондација Песталоци. Носител на проектот е општината, а опфатени се општинските основни училишта Христијан Тодоровски Карпош и Наим Фрашери, како и основното браќе Миладиновци, кое е центар за поддршка на инклузивно образование. Подпишаниот меморандум за соработка е со важност до 31 декември 2025 година со можност за продолжување.
Целта на проектот е да ја поддржи локалната самоуправа во процесот на обезбедување на можности за еднаков пристап до квалитетно основно образование за децата со посебни образовни потреби преку развивање на ефективни и инклузивни модели за поддршка, преку вклучување во концептот на инклузија во стратешките и акционите документи на општината и планирање на активности за поддршка на инклузијата на локално ниво. Развивање на механизми и процедура за идентификација за вклучување на децата со надмината возраст во образовниот систем и промоција и примена на усвоената прилагодена наставна програма за деца кои не биле вклучени во образованието, кои се со надмината возрастна граница. Меморандумот е потпишан во присуство на председателката на Советот на општина Куманово Ивана Ѓорѓиевска и раководителот на секторот за образование при општината Александар Јовановиќ. Од утре ќе бидат ограничени максималните цени на 11 видови овошје и зеленчук. Владата донесе одлука за определување највисоки цени на одделни производи во трговијата на мало и тоа на свежи домати, краставици, кромит, карфиол, зелени пиперки, граф, леќа, банани, портокали, мандарини и лимони. Од друга страна пак секој што прекршил одлука или закон ќе биде санкциониран, а казните се високи од 800 до 10.000 евра, зависно од големината на субјектите, посочуваат од Државниот пазарен инспекторат. На 11 видови овошје и зеленчук од утре ќе бидат ограничени максималните цени. Со одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало што владата ја донесе на својата вчерашна седница, граѓаните за килограм свежи домати ќе плаќаат најмногу 70 денари, за свежи краставици 75, за килограм кромит 60, за карфиол 70, за свежи зелени пиперки 90, за граф 75, за леќа 110, за банани 70, за портокали 55, за мандарини 60 и за килограм лимони до 55 денари. Министерот за економија Крешник Бектеши на вчерашната пресконференција изрази уверување дека трговците целосно ќе ја почитуваат одлуката за цените на овошјето и зеленчукот. Јас мислам и убеден сум дека нашите трговци ќе ги почитуваат целосно мерките и имаме искуство од последните 2-3 недели дека над 90% се почитуваат, посебно во големите супермаркети, заради тоа што се зборува за мерка што важи 25 дена, изјави Бектеши. Тој истакна дека при инспекцијските контроли е утврдено дека маржите за некои производи изнесувале и до 250%, нагласувајќи дека владините одлуки со кои цените на повеќето прехранбени производи се ограничени може да продолжат и по април, односно мај, ако за тоа се процени дека има потреба, за да им се излезе пресред на граѓаните и товарот од кризата да не падне само на нивен грб. Една од главните задачи на стопанските комори е да ги бранат интересите на своите членки, а институциите треба да ги одбранат и потрошувачите и компаниите. Затоа носиме вакви краткорочни мерки. Ова се административни одлуки, а јас сум повеќе од убеден дека се исправни и за бизнис секторот и особено за потрошувачите, рече Бектеши. Тој им порача на представниците на бизнис секторот дека ако мислат и маржата од 150, 200 или 250% е во ред во време на криза и да не се одрекуваат од тоа што го планирале како годишен профит, тоа владата и Министерството за економија нема да им го дозволат. Според Бектеши, за над 95% од производите кои беа опфатени со одлуката за маржите се донесени мерки за намалување на цените и тие целосно се почитуваат. Вака ќе продолжиме. Ги повикувам сите трговци и производители да се покажат поопштествено одговорни, рече министерот, и најави дека овој месец ќе има најголемо намалување на цените генерално, посебно на храната и енергенсите. Бектеши информира и дека за 3 месеци биле потрошени околу 1,5 милиони евра за субвенционираната струја, што ја добиваа компаниите од прехранбениот сектор. Директорот на Државниот пазарен инспекторат Трајковски соопшти дека од донесувањето на првата одлука за ограничување на маржата од 5 до 10%, до сега се извршени над 1800 надзори и издадени се над 20 прекршочни платни налози во вредност од 2,5 милиони денари. Секој што прекршил одлука или закон ќе биде санкциониран, а казните се високи од 800 до 10.000 евра, зависно од големината на субјектите, нагласи Трајковски, додавајќи дека Државниот пазарен инспекторат постапува неселективно по сите владини одлуки.
Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски ја посети касарната Буроменков и просториите на командата на бригадата на Југоисточна Европа, каде што беше пречекан од страна на најстарите национални представници на државите членки на СИБРИК. Заедно со командантот на бригадата на Југоисточна Европа, во брифинг салата проследивме презентација за историјата, мисијата, реализираните и идните предвидени активности на СИБРИК. Во рамките на кратката обиколка на работните простори беа воочени и условите во кои беспрекорно функционира бригадата, при што со задоволство се потпиша во книгата на печатоци на СИБРИК, рече Димитриевски. Фондацијата за култура и спорт Куманово активно работи на прекограничен проект со општина од Бугарија. Во наредниот период следуваат и бројни културни активности. Повеќе детали од прилогот што следува. Над 40 проекти годинава ќе реализира Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово. Надлежните укажуваат дека значаен е бројот и на активности кои не се директно под нивно покровителство, но сепак им излегуваат во пресрет на културните уметници и учествуваат во самата реализација. Веќе наредниот вторник е предвидено да се одржи традиционалниот великденски концерт на женскиот хор Свети Злата Мегленска од Скопје. Концертот ќе се одржи во Занечискиот дом во 20 часот. Отворен е јавен повик за учество на маскембалот Батко Ѓорѓија 2023 година. Конкурсот, односно пријавувањето на маските трае до 28 април, а маскембалот ќе се случи во сабота на 6 мај од 10 часот на градскиот плоштад во Куманово. Во првата половина на месец јуни, затоа што се уште нема официјална најава, не би сакал да откривам, меѓутоа треба да се случи на Аџитепе и традиционалниот Моторок Фест во соработка со клубот, односно моторџиите Мечки. Кон крајот на летото е предвидено за прв пат Кумановско културно лето, во кое што ќе бидат опфатени 3 или 4 гломазни настани кои се многу популарни и значајни за нашиот град, почнувајќи од Тумба Фест, Рома Труба Фест, Тамбурашки фестивал и новиот фестивал Тумсто, кој е некако адаптиран на потребите на младите луѓе и опфаќа музиката од типот на хип-хоп, трап и така натаму, така што до крајот на годината има уште многу активности, највеќе ги опфатам овие од првата половина на годината, за просто да знаат граѓаните што ги очекува. Апелирам и да ги заследат нашите социјални мрежи и на Инстаграм и на Фејсбук, постои страница Фондација за култура и спорт Куманово. Таму редовно објавуваме што тоа ќе се случува во нашиот град во областа на културата и спортот и можат да присуствуваат доколку некој од настаните им привлече внимание. На моје задоволство многу често, жал ми е што начинот на кој што културата функционира во нашиот град е многу ограничен од аспект на тоа што се гласа една фиксна програма по која што ние работиме во континуитет целата година. Меѓутоа, неретко се случува да дојдат млади луѓе и не само млади, и повозрастните со многу нови идеи, меѓутоа доцна, не се пријавуваат редовно на јавните повици за култура и тие настани се одложуваат за наредната година, но секогаш ги запишуваме, ги земаме предвид доколку сметаме дека се добри и во наше име, затоа што сме правно лице, ги аплицираме во програмата за следната година, така што многу млади луѓе покренуваат иницијативи за настани кои можеби никош не се случувале во нашиот град и ми е многу драго поради тоа. Фондацијата за култура и спорт во моментов работи и на прекограничниот проект со Народно читалиште од Добриниште, Република Бугарија. Минатата недела 15 на луѓе представници од општина Куманово им бевме гости во Банско. Проектот се одвива во најдобар можен ред. Целта на проектот е всушност снимање на документарен филм во однос на кинематографијата која некогаш постоела или евентуално постои во општините кои се соработници во случајот Куманово, Банско и Добриниште. Така што сметам дека тоа ќе биде еден сериозен проект кој што ќе ги привлече луѓето да го макар посетат Куманово и останатите општини кои учествуваат во самиот проект. Многу наскоро следуваат и многу новости околу проектот, меѓу другото фондацијата добива и визуелна, техничка и звучна опрема
во рамките на самиот проект. Тоа значи дека салата во објектот во кој што моментално се наоѓаме ќе биде збогатена со сериозна опрема која ќе придонесе некако олеснително да се случуваат сите настани во иднина, што сметам дека ќе им служи на сите наши граѓани кои немаат можеби финансиска поддршка од локалната самоуправа, но имаат некаков ентузијастички пристап и сакаат да организираат нешто, ете немаат можности. Така што наскоро ги очекуваме и нашите пријатели од Бугарија да го посетат Куманово, за и овде да се случат тие некои средби, пресконференции кои се нужни по самиот проект. Во рамки на проектот ќе се изработи и веб страница на која ќе се пласираат реализираните активности. Сајтот ќе се искористи за промоција на туристичките потенцијали на општините и привлекување на туристи, што е главна цел на проектот. Во текот на вчерашниот ден во период од 10 до 15 часот Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на прекршоци што ги прават пешаците. При контролата санкционирани се 177 пешаци, од кои 156 за небезбедно преминување на улица надвор од пешачки премин. За време на контролата санкционирани се и 89 други видови на прекршоци. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, пешаците да го минуваат коловозот на обележан пешачки премин, затоа што непочитувањето на сообраќајните правила ќе биде санкционирано. Сите заеднички со почитување на правилата мора да придонесеме за побезбедни сообраќајници, велат од полицијата. Инаку во вчерашната акција за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, санкционирани се 164 возачи. Хуманитарното здружение Мајка од Куманово во соработка со етно село Тимчевски ја враќа манифестацијата Тортијада. Настанот е предвиден да се одржи на 12 мај со почеток во 19 часот. Целта на настанот е поддршка за одржување на советувалиштето за жени на родово базирано и семејно наследство. Во продолжение ќе ја слушнеме Снежа Петковска, која денеска ги подготви вестите од Македонија. Се наоѓаме во време кога правиме се за да дојдеме до управителна функција. Со декадата на ромите покрај обезбедените стипендии до ден денес не видов каде отидоа сите тие големи средства од европските фондове, амбасадите и странските интернационали. Се уште имаме фантоми, односно луѓе кои не може да извадат државјанство и имаат некакви привремени документи. Луѓето немаат еднаков пристап до правдата. Треба да чекаат 5 години за да добијат свое државјанство, а додека останатите кои што имаат моќ добиваат пасош за минута. Слушнав дека многу е дадено за ромите. Не, се што е дадено за ромите е дадено на нивните експерти. Кај ромската заедница стигнуваат ситни трошки од лебот, вели Ашмет Елезовски, извршен директор на Националниот ромски центар за Студио 10. Културниот центар Цар Борис III од Охрид утрово е избришан од Централниот регистар откако министерот за правда Кренар Лога на 30 март го подпиша решението со кое се забранува здружение да го користи името на оваа личност. Централен регистар денеска постапи по одлуката на Лога, која доаѓа откако владината комисија за употреба на имиња на историски личности даде негативно мислење со образложение дека именување на здружението со таков назив предизвикува тензии и нетолеранција во целото македонско општество. Бугарските клубови имаа рок до 16 февруари да ја осогласат работата со измените во Законот за здруженија и фондации донесени лани во ноември, според кои во називот не може да користат имиња на личности што се поврзуваат со геноцид, нацизам и фашизам. Културниот центар Ванчо Михајлов од Битола беше избришан од Централен регистар пред 2 недели затоа што одби да се пререгистрира, а утрово е избришан и Културниот центар Цар Борис III од Охрид затоа што во законски рок не поднесе комплетна документација за регистрација. Пропусти при набавка на биолошка терапија, лошо планирање на системот за приклучување на пациентите на терапијата, набавка на лекови на реверс без формирана цена, пречекорување на буџетот за над 10 милиони евра и ненаплатени долгови од речиси 3,5 милиони евра. Ова се делот на одите на државните ревизори за работењето на клиниката за онкологија во 2021 година, објави телевизија Телма. При ревизијата на финансиските извештаи на сметката за сопствени приходи на клиниката за 2021
2021 година, ревизорите констатирале дека има слабости во планирање, реализација и контрола на надоместок за набавка на биолошка терапија, отсуство на протоколи и критериум за приклучување на пациенти на биолошка терапија, нецелосен попис на побарувања и обврски, како и ненаплатени долгови од Министерството за здравство во износ од 161 милиони денари и 50 милиони денари од јавни здравствени установи. За ревизорите, финансискиот извештај на завршната сметка за сопствени приходи е вистината, но предупредуваа дека иако почнала наплата на долгот од Министерството за здравство, постои ризик од застарување на делот на платите, што пак влијае врз квалитетот на услугите кои клиниката ги пружа на граѓаните. Кога станува збор за сметката за средства од фондот на клиниката за радиотерапија и онкологија, ревизорите имаат неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи во однос на законската регулатива за 2021 година. Топли одрони е насловена стихозбирката на поетесата Ирена Белешковска, промовирана вчера вечер во Крива Паланка. Промотори на книжевното дело беа председателот на Друштвото на писатели Христо Петрески и Кристина Николовска, раководителка на катедрата за македонска книжевност и култура, кои ја најавија Белешковска како исклучителен талент со изграден и препознатлив стил, од која се очекуваат нови книжевни возбудувања. За своето книжевно првенче, Белешковска вели дека содржи поезија со многу силни емоции, со многу реални и силни пораки за важноста на добрината, за моќта на љубовта во сите нејзини форми, од мајчинска преку сестринска до љубов кон пријателите и ближните, со пораки кои ја акцентираат на сушната потреба на човекот да биде човек во време на ерозија на вредностите и хипокризија на личностите. Ирена Белешковска е од Крива Паланка, дипломиран филолог по македонска книжевност и југословенски книжевности. Долгогодишен член е на литературниот клуб Калин при Националната установа Центар за култура Крива Паланка, новинар, дописник на МИА и истакнат спортски работник. Учествувала на повеќе национални и меѓународни конкурси и фестивали за поезија во земјава и соседството. На подрачјето на Куманово во текот на изминатото деноноќие наврнале 23,1 литар воден талок на метар квадратен, покажуваат податоците на регионалниот центар за управување со кризи. На високите места и во Куманово и во Липково дел од врнежите биле во форма на снег. Жител на Липковскиот крај во Центарот за кризи пријавил дека на патниот правец помеѓу селата имало снег и снежната покривка била и над 30 сантиметри. Како што појаснуваат од регионалниот центар за управување со кризи, веднаш било реагирано до Македонија пат, од каде била упатена механизација за расчистување на патниот правец кон границата со Косово. За 20 сантиметри е повисок водостојот на реката Пчиња по врнежите што изминатото деноноќие го зафатија регионот на Кумановско. Според мерењата на Управата за хидрометеоролошки работи, извршени утринава на мерната станица во селото Пелинце, водостојот на Пчиња изнесува 76 сантиметри. Тоа е за 20 сантиметри повеќе во споредба со вчера и го надминува просекот за овој период од годината, кој изнесува 65 сантиметри. Времето денеска во Куманово беше облачно со максимална температура која се искачи до 6 степени и минимална утринска која беше до 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со температура која ќе се движи во интервал од 0 до 7 степени Целзиусови. Ви благодарам за вашето внимание. Имајте пријатна вечер со нашата програма.